значи општинската администрација е едно богатство. Тоа значи луѓе кои што се вработени пред се луѓе кои што се вработени земаат плата од општината. Но како тие работат и во какви услови работат е едно прашање. Јас, ајде да се вратам сега први. Тоа е еден горлив проблем кој мора да се надмине, но јас, како што кажав, јас приоѓам многу реално на проблемот. Бидејќи станува збор за општинска зграда или тоа не е зграда, општински бараки, кои се од субстандардни услови и тоа мора да се променува. Тогаш кога биле градени како времени објекти, а останале половина век. Тоа треба да се менува, но процесот на менување мораме да приоѓаме етапно спрема истиот. За да се изработи една проектна документација, мора првин да се елаборира долгорочно. Зошто го велам ова? Едно е да се донеси одлука каде и како би требало да биде општинската зграда. Но, кога ќе се носи одлуката, бидејќи јас сама нема да ја носам одлуката, секако, како што кажав, тимски се носат работите, за да се донеси таа одлука, мораме ние долгорочно да размислуваме. Не е само да се направи еден објект кој што ќе биде во функција на општината, туку се има простор да се направи објект кој што ќе дава плюс додадена вредност на општината и во иднина. Значи, ние треба да гледаме повеќе години нанапред и да направиме нешто што ќе даде голем импакт за следните генерации кои ќе доаѓаат. Мораме да размислуваме и од друг правец дека тоа е неопходно да се направи, заради тоа што ние треба да имаме и репрезентативност. Мораме да бидеме представителни, мораме да имаме многу чекори да запазуваме, заради тоа што ако сакаме, како што спомнав преге, да се отвараме на меѓународна соработка, секако треба да бидеме и многу представителни пред меѓународната заедница или сите оние гости кои што би ги повикале да доаѓаат кај нас во Кисела вода.